Почитуван председател, почитувани колеги, почитувана јавност, почитуван министер, највеќе се јавив за збор со едно барање кон вас. Имено добро навлегов во Законот за животната средина и приметувам дека има една можност за решавање на еден горлив проблем. Конкретно проблемите кои што сакам да ги адресирам кон вас се така адресирани со мотив вие да ги решите, заради тоа што само единствен вие можете да им се најдете на граѓаните. Онаа првостепенна инстанца на која што се обраќаат едноставно не сака да им излезе во пресред. Се работи за две скопски општини, едната општина е Ѓорче Петров, а другата општина е Газибал. Ке започнам со општината од која што ја живеам, таа е Ѓорче Петров. Имено во Ѓорче Петров има две големи депонии. Едната е Новоселската, која што е можеби конкурент на главната градска депонија Дрисва и за ако продолжи со овој интензитет да се полни, да не се заштитува самата депонија, ќе премине и Дрисва од аспект на тоа кој е наполнета. Она што особено загрижува е што таму нема никаков заштитен механизам да престане полнењето на депонијата. Прво, чуварската служба не е присутна, понатаму рампата е крената и она што е најтрагично е тоа што самата општина на неколку пати фатена, дури на неколку привози на медиумите, како самата одлага отпад во таа депонија, а и при тоа што претходната година градот Скопје одвои 10 милиони денари, наши пари, пари на граѓаните на градот Скопје, за чистење на депонијата, но сепак од едната страна се чисти, од другата страна депонијата не престанува да се полни и ова може да го проверат сите. Понатаму во истото место има една друга депонија. Тоа е од атарот на селото Орман до селото Волково, по течението на реката Лепенец. Таму се создава една монструозна депонија која што јас верувам дека во наредниот период ќе успеат граѓаните да ја апострофираат доволно за да почнат надлежните конечно да ја фаќаат на радарот и се обраќам кон вас со надеж дека вие ќе ни помогнете со овој закон кој што сега го носиме, за да тие две места ние да ги прогласиме за контаминирано подрачје, заради тоа што по сите услови и по сите оние закони, тоест акти кои што се впишани услови во законов, едноставно не постои подобар пример за сите услови отколку тие две места за прогласување на контаминирано подрачје. Она што е специфично, што може да се види дека по членот 28 се додаат 4 нови членови, вие ги прочитавте, јас ќе бидам само краток. Членот 28а е идентификување на контаминирано подрачје, тие две се контаминирани подрачја кои што треба да бидат идентификувани, заради тоа што навистина екофлората е толку уништена и создава огромен проблем на граѓаните на Ѓорче Петров кои што живеат одблиску до нив, а веќе почнува да создава проблем заради течењето на реката Лепенец и на општината Карпош. Членот 28б е план за управување со контаминираното подрачје, 28в е комитет за контаминирано подрачје и 28г за спроведување на за управување со контаминирано подрачје во државна собственост, а она кое што мене особено сметам дека вака може да даде одговор на тие прашања е ремедијацијата на животната средина, односно мерката за санација на тие две депонии. Тоа е нешто кое што години наназад, би рекол не само 4, туку многу повеќе од тоа, го адресираат тој проблем, но сепак не наоѓаат на решавање и кога се обраќаат на актуелната локална власт, добиваат смешни образложувања како за 2 месеци ќе изградиме парк, па мементо парк со спомениците од Скопје 2014 и така натака, а не престанува да се решава проблемот кој што во плоштина опфаќа повеќе од 15 фудбалски игралишта. Сега за вториот проблем. Има еден пост и неколку граѓани ме контактираа мене и председателот на комисијата заради тоа што сме избрани од изборната единица 2 за еден огромен проблем од општина Газибаба. Ќе ми дозволите да ви прочитам за што се работи. Имено одва иницијативата на 4 катастарски партии во општина Газибаба се планира изградба на постројки за термички, физичко-хемиски и хемиски третман на неопасен отпад. Локација ги има и катастарските парцели, е северно од комплексот Железара и источно од општина Бутел. Во тек е спроведување на стратегиска оцена за влијанието на животната средина, со рок за доставување на забелешки до 34 и тука морам да бидам чесен и да истакнам дека првично планов бил планиран без оваа оценка, но меѓутоа вие како Министерство за животна средина не сте дозволили и сте им укажале на локалните власти да достават оценка која што јас верувам кога ќе ја достават ќе видите зошто ова не треба да се дозволи.
што има и протести и од граѓаните и од сериозни друштва кои што се занимаваат од аспект на животна средина и на екологија. Граѓаните се загрижени бидејќи вкупната површина на овие парцели е 229.000 метри квадратни. Парцелите се во државна сопственост и ќе се продаваат на инвеститор кој неофицијално им е познат на граѓаните. Општината не дава уште официјални податоци за каков отпад станува збор, ниту со каква технологија тој ќе се проработува и согорува. Неофицијално на оваа огромна површина се планира да се отвори фабрика која ќе врши третман на троската од макстил, топење на прашината од филтрите на оџаците од чиличарницата и топењето на цинкот. И советниците, но и сите граѓани кои што живеат таму велат дека приоритет на отпад, и тоа увезен и по можност радиоактивен, не треба да му се дада никаква предност пред природата или пред, ако веќе треба да се урбанизира тоа подрачје, да се урбанизира со незагадувачка и лесна индустрија. Повторно ќе кажам, овие две прашања ги адресирам до вас со надеж дека конечно овие два горливи проблеми на жителите од општините Ѓорче Петров и Гази Баба ќе бидат решени заради тоа што на првичната инстанца институционална која што треба да ги решава проблемот, граѓаните наидуваат на затворени врати.